Македонските организации во Албанија ќе се жалат до сите албански меѓународни организации по последната студија што изработи Комисијата за малцински прашања при Министерството за надворешни работи на Република Албанија, а според која во оваа земја живеат само 4148 македонци или 0,14% од населението. Ваквата бројка уште еднаш покажува дека албанските власти и понатаму го негираат постоењето на македонското малцинство, реагира градоначалникот на Пустец Едмон Темелко. Со легални инструменти, со барање, со протестни писма до сите амбасади во Тирана ќе ги известиме меѓународни институции. За бидејќи ово самото нереално прекршување на брojките се изразува врз чувството на македонците. Контакти со други македонски организации што се ни за Албанија, мислиме дека се од 150.000 до 200.000 македонци. Само општина Пустец има 5300 жители. Според истражувањето, македонското малцинство во Албанија најмногу е сконцентрирано главно во источниот дел на земјата, Пустец, Корча и во Билишта. Секогаш кога ќе се зборува за македонско малцинство во Албанија, секогаш се алудира за општина Преспа, заборавајќи големиот број на македонци што живеат во областите Голобордо, Гора, во градовите Тирана, Билишта, Корча, Подградец, Кукс и во други градови. Сите малцинства во Албанија долги години бараат попис во кој ќе има колона за етничка и верска припадност. Според студијата која е подготвена за потребите на албанската држава, во Албанија има 35.000 грци, над 900 власи и 678 срби и црногорци. Во Албанија живеат 4148 граѓани, припадници на македонското малцинство, што представува 0,14% од вкупната бројка на малцинствата. Ова е содржано во студијата изработена од Комисијата за малцински прашања при Министерството за надворешни работи, пренесува весникот газета Шчиптаре. Според оваа студија, македонското малцинство е сконцентрирано главно во источниот дел на земјата, Пустец, Корча и Билишта. Градоначалникот на Пустец Едмон Темелко смета дека тоа се нереални, непријатни, па дури навредливи бројки. Те се апсурдни, тотално невистено, бидејќи само во општина Пустец живеат 5300 жители. Според него, во Албанија живеат од 120 до 150.000 македонци. Нив ги има и во Тирана, во Елбасан, во Кукс, во областите Гора и Голобрдо. Ние како македонци ќе реагираме и како заедница, и како македонски организации, и како партија на македонците во Албанија, ќе реагираме до сите институции во Албанија и до сите меѓународни институции, бидејќи не само што многу се прекриват туку и тоа се едни навредливи бројки, бидејќи понатаму постои тенденцијата за негирање на постоењето на реалниот број на македонското малцинство во Албанија. Инаку според студијата, грчкото малцинство брои над 35.000, иако нивното здружение тврди дека се над 600.000. Влашкото над 900 жители, а српско-црногорското само 678. Сите малцинства последниот попис го бойкотираа, веќе 17 години бараат попис во кој ќе има колона каде ќе може слободно да изразат нивната етничка и верска припадност. Според Уставот и позитивните законски прописи на Република Албанија, на припадниците на малцинствата на кои тој статус им е признат, им се гарантира основно образование на мајчин јазик. Во повеќето населени места во областа Мала Преспа, децата на македонците, каде единствено им се признава статус на малцинство, на мајчин јазик наставно-воспитниот процес целосно го следат до 4-то деление. 9-летки функционираат во Долна Горица и Пустец, каде што работи гимназија. Во оваа институција, која го носи името Двајца херои во чест на правоборците Митре Колевски и Трајан Ѓорѓиевски, се школуваат 280 ученици, од нив 60 во гимназиските паралелки. Што се однесува до наставата, таа се одвива од 1 до 4 деление се на македонски јазик, значи 90% од наставата се врши на македонски јазик, а 10% се врши на албански јазик, тоа е некако предмет самиот албански јазик. Почнувајќи од 5 деление па се до 9, односот меѓу македонскиот јазик и албанскиот јазик се однесува од 60% на македонски јазик и 30% на албански јазик. Што се однесува до средното образование, целата настава се одвива на албански јазик, само втора година има предмет македонски јазик кој се држува по 2 часа неделно. Кога станува збор за образованието, тие сметаат дека не им се гарантира целосно правото на образование на мајчин јазик.
дека поголема помош треба да даде и нивната матична земја Македонија околу печатењето на учебници, иако тоа е велат обврска на Албанија, чии лојални граѓани се. Доколку и Македонија не помогне во овој процес, како што тоа го прави грчка држава со грчкото малцинство во Албанија. Ние сепак сметаме дека тоа е обврска на Албанија, бидејќи ние сме данични обврзници на Албанија, тука плаќаме данок, но и сепак секако помош ли дефатиле. По завршувањето на гимназијата, младите малопреспанци високото образование го продолжуваат дел во Македонија, додека дел на универзитетите во Албанија.